Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дунјак, а вие гледате уште едно издание на Правда и неправда. Вечерва ќе се обидеме да раскажеме една животна сторија која од корен му го сменила животот на мојот вечерашен соговорник. Мојот гостин тврди дека поминал вистинска голгота во изминативе години и тоа во оној момент кога решил да влезе во нов бизнис, кој што во тоа време, во сега веќе далечната 1998 година, му се чинал многу реален и доходовен. Но наместо ставање во погон на фабриката за производство на тетрапак сокови, тој ги изгубил и фирмата, и домот, а во моментов живее како подстанар во населбата Ново Лисиче со минимална пензија и помош од единствената ќерка Ирена, по чие име и се нарекува фабриката Ирена. Повеќе од 20 години се обидува да докаже дека е жртва на организиран криминал и залудно бара помош од институциите. Вечерва е тука за да ја раскаже својата приказна. Му посакувам добре дојде на мојот вечерашен гостин, господинот Благоја Ангеловски. Добре дојдовте. Добре ве најдов. На почеток би сакал да ја поздравам вашата куќа, вас посебно што се одваживте и ја прифативте мојата понуда да бидам вечерва ваш гостин и да се обидам да дочарам и да кажам една вистина моја што се случувало околу мене и една вистина за односот на општеството кон мене и кон мојата компанија. Предпоставувам тоа беше и главниот мотив да се јавите во нашата редакција и да побарате средба за да ја раскажете приказната. За почеток ќе ве прашам, вие сте една година пензионер. Точно така. Меѓутоа и во најавата ве представив како успешен бизнисмен кон крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Точно така. За да им стане поблиску на граѓаните и на нашите гледачи, кој е Благој Ангеловски? Благоја Ангеловски е роден во Скопје, поточно во Злокуќани. Наш комшија тука. Да. И со објектот и со куќата ваш комшија. Израснат во Злокуќани. Средно образование. Со што се занимававте кон крајот на кога почнавте бизнис, кон крајот Во приватниот бизнис почнав во далечната 83-84 година, почнав со транспорт и шпедиција. Не одеше тоа долго време. Се префрлив во трговија. Едно време, кратко време, имав и еден турнус на живинарска фарма од 2000 несилки. Завршив во трговија 94 година. Решив да го изградам овој објект. Пред да продолжиме околу објектот, точно ли е тоа за вас се вели дека сте биле еден од оние стопанственици кои што го започнале со работа на кванташкиот пазар или го формирале кванташкиот пазар? Тоа е повеќе од точно. Јас и уште еден мој соработник, ортак, почнавме од бит пазар да продаваме од камион овошје и зеленчук. Стана мал бит пазар, не собираше. Те однесува долу во Славија. До Славија во Скопски пазар имаше плац таму. И знаете како кога бизнисот ќе појде се шири тоа и се множат трговци, се намножија до толку да не однесуваат до Кванташки пазар. И од тука таа информација ви е повеќе од точна. Да, јас сум еден од тие што го формираа Кванташки пазар. Во кој момент решивте да влезете во инвестиционен зафат и со какви мотиви? Па пошто ја пратев не толку, политиката никогаш не сум ја прател, но збиднувањата мора да ги пратите и да ги усмерите средствата, капиталот и да одберете тоа што ќе работите.
бидејќи јас станав еден од поголемите бизнисмени во државава, откако се растури Југославија, Македонија како пазар беше за мене мал. Прва работа. Втора работа, трговијата во тоа време, а времето покажа, ми се чинеше као нешто што секој може да ја прави. И сметав дека ќе има жустра конкуренција, каде ќе се работи со многу помали маржи и така натака. Одлучив да направам производствен погон, одбрав производ кој го немаше до тогаш во Македонија. Што беше Тоа беше тетрапак сокови. Генерацијата моја, сите знае, се израснати децата со тетрапак сокови. Ние увезувавме како држава во таа поранешна Југославија, од Србија, од Словенија, такви сокови. Тоа се природни сокови, без конзерванси, во тетрапак пакување, и решив да одам на тој производ како производ. Предпоставувам тоа ви беше и блиско, бидејќи Па го тоа ми беше работевте. блиско затоа што моите почетни да речеме години беше во една организација која се занимаваше со овошје и зеленчук, тоа е земјоделска задруга Братство единство. Потоа во приватниот бизнис продолжив да го работам овошјето и зеленчукот. Од тука ова што се прават соковите се од овошје и од зеленчук, тие се едно те исто, да кажам, иста бранжа е, и бев упатен што тоа треба да се направи за да добиете производ. Од тука, блиска до мене, као материја, одлучив да правам природни сокови од портокал, праска и така натака. На кое место го направивте погонот и Погонот е тука, до вас, вие можете да го погледнете, но за гледачите да биде јасно, на улица Скупи во село Злокуќани, на главната улица Скупи, беше прв од објектите на овој потек и беше најубав објект во 11. месец 94-та го удрив камен темелникот, 96-та се вселив, беше готов објект. Тоа ќе можат гледачите да го видат и од прилогот кој што јас сега ќе го повикам. Пред да го погледнеме заедно прилогот, кажете ми на кој начин го градевте погонот? Дали тоа беше од сопствени средства, сопствена инвестиција или користевте кредит? Значи, се обидував да бидам професионален во секоја работа што ја работам. Средствата бева лично мој на мојата компанија. И не само за објектот. Имав предвидено средства и за увоз на технолошка линија на опрема. Значи, средствата се комплетно од мојата компанија. Објектот го градеше градежна предпријатие Пелагонија, но имав ангажирано приватна фирма Чингар инженеринг, која го водеше проектот, која беше и надзор, и се јас со Пелагонија немав ама буквално ништо, дадов на приватна фирма која ќе ја води таа работа и ја водеа за око и сега се гледа, ја водева добро, се изгради прекрасен објект. Кажете ми, кои беа перформансите на фабриката? Првата фаза требаше да има производство 5000 литри за еден час. За 8 часа 40.000 литри. Тоа е 2 шлепера, сега да кажеме поедноставно да се каже. Значи, само во една смена 40.000 литри производство, готов производ. Во тоа време, вашата фирма, Ирина, колку луѓе броеше? Колку имавте вработени? 7 до 8. Од 6 до 8 луѓе има, во комерција 20. Имавте ли стратешки партнер за да почнете со еден таков инвестиционен проект? Не, лично сам, лично моја идеја, мои инвестиции и моја организација. Една единствена грешка што сум ја направил кога се решив да го градам објектот, е грешката што сметав дека работам, живеам во држава во која владее правото и со еден збор држава која функционира. Сега, после толку години и голготата која е поминав, не да сум убеден, сватив дека кај нас нема ни Д
од држава. Ќе продолжиме со разговорот, а сега ќе ја замолам режијата да ни го пушти првиот прилог со една ретроспектива од моментот кога вие почнавте со градење на фирмата па се до вашето последно појавување во јавност. Режија, ве молам прилогот. На ова место, синот на Доце, Благој Ангеловски, го положува камен темелникот на овој објект, фабрика за производство на безалкохолни пијалаци. И по добрата стара традиција, освен главата на жртвеното јагне, го положува и ова писание. Инвеститор Ирена ДО Скопје, менеджмент Чингар инженеринг Скопје, изведувач градежно предпријатие Пелагонија 6 градилиште Скопје. Рок на изведување на работите е 100 дена. Имам голема чест да во името на Собранието на општината Карпош положив камен темелник на еден значаен стопански објект за подрачјето на општината, но слободен сум да кажам и од значење за целиот град. Сум свесен дека живеам во една држава која нема цели 2 милиони жители, а во последните 4 години се намножија толку стопански организации, што приватни, што општествени, кои се бават исклучиво со трговија, а по мене и мојата логика кажува дека трговијата мора да се заснива на некое производство. Некои од фирмите корисници на средства од кредитната линија на Светската банка се уште не ги искористиле овие пари. Пример е фирмата Ирена, чија производна програма е производство на сокови, која од Светската банка во 1997 година добила наменски кредит вреден 1,5 милион марки за доопремување на технолошката линија. Не можев да ја ставам фабриката во функција, тука завршија моите финансиски средства, народно кажано, тука и банкротираше мојата фирма. Од тука почнува голготата моја, голготата на мојата ќерка. Од тука почна за мене и мистеријата на супруга. Господин Ангеловски, верувам дека ве преплавуваат емоции кога ги гледате овие кадри и морам да се согласам со вас дека навистина објектот изгледа прекрасно и убав. Колку беше функционален објектот и колку ве чинеше неговата изградба? Функционален не доживеав да видам колку е функционален, затоа што не успеав да го ставам во
погон, производствениот погон. Успеав само да се вселам административно во управната зграда. Таму траева и преговорите, и физибилити студиите, таму се праве, значи бев администрацијата беше сместена во зградата управна, но погонот не успев да го ставам. Во разговорот што... Некаде околу 1,5 милиони марки градежни оддел. Градежниот. Да. Предпоставувам дека финансиската конструкција завршивте тука и следниот чекор беше да почнете со производство. Што се случи на тоа? Значи, додека го градев објектот, додека траева градежните работи на самиот објект, паралелно со градбата, преговарав, договарав за технолошка линија. Оти сакав да стаса. Со кого преговаравте? Се појави еден представник на австријска фирма по име Иван Цветковски, кој донесе австриец од Австрија, човек во години. Преговаравме, хајде да не кажам година дена, ама се додека се градеше, преговаравме и договаравме. Договоривме технолошка линија, уплатив мои средства, 660.000 марки на рати. Прва рата беше 330.000, после тоа 120 до 660, уште неколку рати, но 660.000 рати за опремата и 40.000 марки за превозот. Ви стасани што од опремата? Имено сега тоа ќе кажам, тоа што го видовме во прилогот, тоа е таа опрема. Таму има една стара машина и има резервари кои се нови. Значи нови, употребливи, беа само резерварите што се гледат на снимката, а самата срцето од технолошката линија беше обично 5 тона старо железо. Значи прво ви дојдоа резервоарите, Прво ми новите. дојдоа резерварите, ги истоварив резервоарите. Трет камион доаѓа во петок. Попладне доаѓа машината главна, ќе Да, кажеме секогаш така, непријатните пакерајката, работи во петок се случуваат. Пакерајката ми попладне. доаѓа петок попладне и отвараме најобичен човек, смртник. Еве, јас се ставам во тие смртници кога е во прашање инженерската професија, ама со голо око се гледа дека тоа не е тоа. Ја затварам си радата од камионот и му викам на возачот, ќе седиш тука до понеделник. Во понеделник прво што работам, прво што превземам, ја зимам мојата книговодителка и одиме во комерцијална банка. Кај Веќе уплатата ја вршевте преку комерцијална. Јас сум комитент од основање на мојата компанија, сум во комерцијална банка. И одиме директно кај раководителот за девизно работење, Марга се викаше, презимето не и го знам, и велам, Марга, оваква и оваква ситуација, испорачателот има испорачана опрема која не е адекватна, која не е неупотреблива, те молам да не по некоја грешка парите ги превземе, а парите налог беше добила мојата книговодителка и од Владо Пендовски и од мене, и тие што работат тргувија знаат условена дознака. Тоа подразбира странецот да ги гледа парите на негова сметка, но не може да ги земе се додека мојата банка и јас не верификуваме документ дека робата што е испорачал е во ред. И јас се одам тоа да го спречам, да сигнализирам веднаш на банката дека робата што сум ја примил е неадекватна и неупотреблива. И ако ми верувате, а би требало да ми верувате, Марга вели таа работа веќе е завршена. Како Марга е завршена? Да, завршена е и ти ќе треба да се обидеш по втор пат. Парите веќе платени. Парите си ги земал странецот и сега ти правиш што ќе правиш со странецот. Успеавте вие да стапите во контакт со Странецот доаѓаше уште неколку пати за волја на вистината и пазите чудо, ве уверува дека таа машина е добра. И што да кажете, човек во години, јас тогаш 42 години, но доволно присебен, и овие 2 години сам на себе не си верувам, ни што се поминав јас, ни
какви не провокации приредени од страна на институциите во државава, преку такви криминалци, криминогени лопевчиња што ми ги пуштале, ништо се поминав и што се претрпев. Но си реков тогаш. И сега ќе ја кажам вистината, да ја слушне цела јавност, зашто сето тоа го поминав, зашто сите провокации ги издржав, зашто цела Голгота овие 20 години ја живеам, благодарение на мојата ќерка. И сега ќе дојдеме на главното. И стаса опремата, консултиравте уште некого за да видите дали на вистина може да од се Машински користи? факултет да повикам луѓе, не прифатива, не дојдоа. Се обидов уште приватно по некои мои линии луѓе кои монтирале такви, сите рекоа тоа не е за употреба. И што се случи со таа опрема? И сега Остана таа во- опрема јас морав да во ја халата? истоварам од причина, мислева кога му ја вратам, каков доказ ќе имам јас дека испорачал лоша опрема. Ако веќе парите се отидени, да не бева парите отидени, јас ќе му ја вратев. Но пошто парите тој ги земал и му ја вратите опрема, тој ќе рече, извини, ти врати опрема која беше добра. И јас од тие причини, логички размислував и добро сум размислил, ја истоварив машината и сметав, пошто Комерцијална банка парите ги дала, сметав дека во оваа држава постои власт. Се обидов преку Министерството за внатрешни работи да го пријавам Пријавивте дека сте измами? имено, имав и средба. Да го пријавам случајот како криминал, да ја пријавам Комерцијална банка како грешен однос кон овој проект. Господинот веќе е покоен, иначе висока функција во МВР, пицата што ја јадеше му беше поинтересна него се што ја зборував. И од ден на ден, од час во час, сите мои обиди да допре мојот глас до институциите, само бева уште еден показател да сватам дека ова ми се спрема на многу високо ниво. Значи, А зошто мислите дека некој би го спремал тоа? И овака, кој би имал интерес еден Да го направи. стопанственик во тоа време успешен да не продолжи да работи? знаете како јас може да нагаѓам кој би имал интерес, Бидејќи најлесно е теорија на заговор да, дека јас не сакам да некоја правам. конкурентска Јас- фирма или некој тоа го прави. Јас не Меѓутоа сакам- мора да има некаков интерес зошто Јас некој не тоа сакам го да прави. правам заговори и не се служам со такви нешта, јас зборувам само на факти. А фактите што јас ги имам во раце, 22 години да се обраќате до Министерството за внатрешни работи, да се обраќате до сите министри писмено, да се обраќате до сите премиери од тогаш па до денешниот, и никој, ама баш никој, да не сака да ви крене телефон. Тоа зборува само по себе кој го штител криминалот во Комерцијална банка. Сега ќе ве прашам. Значи во еден момент вие предпоставувам сваќате дека парите ги потрошивте за изградба на фабриката. Толку беше мојата сила. Имате неупотреблив Машина, технолошка линија, да. Да, технолошка линија. Што беше следното? Следното беше една година. Предпоставувам не кренавте раце, туку Не, се не, обидовте не, никогаш. нешто да направите и да тргнат работите од мртва Никогаш не сум кренал раце и сега додека разговараме не сум кренал раце и немам намера да кренам раце. Се обидов една година преку директорот Пендовски и уште еден директор Машинец, пошто Пендовски беше као човек кој Го спомнувате неколку пати Пендовски. Каква улога игра Беше тој во назначен- вашите бизнес планови? Значи, откако ја добив старата машина, него морав да го ангажирам, он имаше и консалтинг фирма во тоа време, инаку бевме така, да не речам некои посебни пријатели, ма познаници бевме, го ангажирав како консултант. Он се понуди да биде директор на проектот и да го работи. Понуди прво да најде стратешки партнер. Да. Не се случи тоа една година, цела скоро поминавме. Јас продадов стан за да можам 300 марки да им давам на вработените. Имав стан во Капештец.
Таму би беше и седиштето на фирмата доека се занимава со трговија, тројполслобен стан. Значи го продадов да поделам и да живеам и јас и мојата фамилија. После една година талкање, барање, такво нешто не се случи. Финансовата моја директорка ми донесе една господја која ни ја понуди комерцијална банка и линија, кредитна линија од Светска банка, 10 милиони марки во комерцијална банка, рече ќе се дадат 10 милиони марки во Стопанска банка, одите, поднесите барање. Станува збор за наменски кредити. Наменски кредит. Под какви услови требаше да се Мислам дека земе? беше 2% на годишно ниво камата со една година грейс период. Јас го пуштив, пошто Владо беше и дипломиран економист, и машинецот отидоа на состанок со господинот Хари Костов. Договорива и почна да се прави физибили студија. Заедно со... Вие во таа фаза не бевте директно вклучен? Не присуствувавте на Па состанокот? не сметав дека имам потреба јас да разговарам за работи кои, да бидам искрен, не ми се познати. Така. Ја знам акредитиви, знам, ама треба да стручно. Пазите, овде станува збор за стручна работа и јас ангажирав стручен човек за тоа. И од таа природа не гледа потреба јас да се гледам со Хари Костов. Дали ме знам? И вие го добивте... Се работеше една Кредитот. година на скоро на физибили студијата, се одобри кредитот за доопремување, пошто имав таму казани нови и така натака. Што дадовте како гаранција за кредитот? Фабриката, објектот го дадов, го ставив под хипотека, хипотека. тачно. Фабриката со сеуправната зграда, Со се дадов за кредитот од милион и пол марки. И кога требаше да се испорача опремата, а година дена разговарате, преговарате со луѓе од Германија и испорачате ли директно од фабриката. И тачно се знаеше кои све операции треба да се направат. Што предвидуваше договорот? Договорот предвидуваше да испорача опрема, да ја пушти во производство, да обучи кадар. Тоа е стандард, тоа не е само со мене, тоа е стандард на фабриката, тоа е голема. Тоа е една од двете корпорации во Европа што произведуваат такви машини и они има своји стандарди и вие не можете да им смените. Станува збор за Австриско-германска корпорација, вие рековте Тетра Пак, ќе ве исправам, тоа се исти вака за око за обичниот човек, ова е комби блок. Тетра Пак е шведска, а ова е австриско-германска корпорација. Но за обичниот потрошувач е потполно исто пакувањето. Значи, испорачателот на опрема требаше да ја донесе опремата, да ја монтира, да обучи мој кадар, кој ќе раководи со таа опрема, да даде сертификат дека кадрите се оспособени да ракуваат со таа технолошка линија за да произведат здрав сок. Но се почна да се случува од наопачки, да кажам, народно кажано. Што значи тоа одно? Тоа значи дека комерцијална банка, службеничките кои работеа на физибили студијата со Пендовски Владо, доаѓаат, ми викат, машината доаѓа, треба да ја примиш. Чекате ве, господа. Тоа не го добивте на писмено, туку усно ви кажуваат. Да, ние година дена преговараме, договараме, вие сега нешто као да сме на Битпазар. Овака им реков, не сме на Битпазар. Знаете како? Ако еднаш се излажете, не е чудо. Предходното искуство ве натера да бидете внимателни. Предходното искуство ме натера да речам по народски да ги отворам 4. Не 2, 4. И јас ги отворив 4 и кога видов дека нешто се крчка, донесов одлука да не ја примам машината. Кога им најавив... Значи дојде нова опрема? Не дојде, не дозволите. Туку? Не, значи беше најавено да дојде и ја требаше да ја примам. И кога ја сватив дека треба да примам нешто што треба да дојде во последната фаза, значи требаше други работи да се случат, припрема на објектот, енергенси, а ништо од тоа не беше направено. Ништо од тоа не беше направено. Требаше да дојде тим од Германија, да се назначи директор од Германија, па да каже овде вода толку, овде струја толку, овде такви штрафови. Тоа ништо не беше направено. Практично пресвршен чин ве ставија на некој начин? Сакава да ме стават и ме ставива за волја на вистината, но тие мислат дека ме ставива, не успеава. Реков, машина на овој начин јас не примам, и им реков отворено.
едни пари ми изгоревте, ено е машината долу, скапана, повтор пат нема да ви дозволам да ми изгорите. Машината што ти правиме, те си ја носите во комерцијална банка. Вака им реков. И буквално ги избркав од фабрика. Те си ја носите во комерцијална банка и ги фати паника. Ако добро ве разбирам, машината воопшто физички не дојде Ни во случајно, фабриката? ниту беше дојдена до вратите, а не да биде истоварена, ниту камион смееше да се појави. Значи, кога тие ја понудива прво машината да дојде, јас им реков не доаѓа предвид. Донесува австриец, не германец, ти доаѓава и австриец и германец, донесува некаков си австриец, ама сосема нова фаца, не фаца која година дена доаѓаше тука да преговара. И јас му покажам, а тогаш имав и табла на ова, и му реков, ова е објект, мој таму имаше табла Ирена Благој Ангеловски, и овде ќе влезе стока само јас која ќе дозволам, а не овие две дами. И си заминава. Во Значи тој машината не момент дојде. на писмено ништо не добивте? Ништо. Ништо. Буквално ништо. Практично, да бидам појасна, некакво примо предавање не е извршено. Не. Само усна Усмено најавено дека дека треба да дојде машината и јас пошто сватив што се спрема, одбив да ја прима машината, ги фати паника откако одбив да ја прима, ме викава 3-4 пати во банка, ми нудева, пазите, за нешто што не е почнато да се реализира, ми нудева некаков анекс договор. Јас подразбирам анекс договор, ако некоја операција е почната, па работејки дошло до некоја измена. Реков, господа, ние не сме почнале, ние не сме истоварили еден штраф од тоа каков анекс договор. И тоа им го одбив и уште поголема паника ги фати. Тоа се случува 98 година. 98. Да. Имате ли вие сознание дека опремата ја поминала границата? Не. Затоа што Не. Имате ли некаков доказ дека била на царина, дека некаде завршила таа машина? таа опрема? Јас немам таква информација ниту од особа која е званична и која е овластена за тоа. Имам слушнато чаршиски муабети, ја такви муабети не сакам да ги коментирам. Не се мој стил на функционирање. Тоа не значи ништо, зборувам пред македонска јавност. Да. Пред... Редби со комерцијална банка. Јас Подпишавте ли некаков документ? Потпишав хипотека. Бидејќи хипотека сте дале предходно. Потпишав хипотека, сега ќе ви кажам, со директор, со тие што работеа, само Хари Костов не беше на тој ден во комерцијална банка. Јас и Владо Пендовски бевме, а од кај не бева 3-4, но Хари Костов не беше. И сега што се случи откако јас одбив да ја примам машината, пошто стануваше збор за кредитна линија од Светска банка, наменски кредит, значи пари кои мора да отидат кај испорачателот на опрема, а не кај Благој и кај Хари да Костов. објасниме, пари, живи пари не доаѓа предвид. кажано, на сметка не легнува. Тие што се економисти знаеш што значи наменски кредит. Наменски да. кредит, сакам да купам Гордана чаша и вие велите да, од кого ќе купите? Од Петранка. Така. Дајте ми жиросметка, направите физибили студија, парите ќе отидат кај Петранка. Тоа е, сега, тоа е наменскиот. Ќе ве прашам нешто најдиректно. Дали во тој момент мислевте дека е доволно вашето откажување да ја примите опремата? Не е ли малку сега од оваа дистанца наивно да мислите дека тука завршила целиот проблем? Не само што мислам, убеден сум во тоа, затоа што годиниве што не изминува... Не побаравте правна помош, некој адвокат да ви помогне? Годиниве што изминава, ќе дојдем и до тоа, годиниве што изминава, само ме уверува дека се што сум направил после првата машина која дојде скапана за мои пари, се што сум направил, секоја постапка била на место. Од тие која примев машината ќе влезеше, ќе ја земева и фабриката, и машината. Дали ме разбирате? Значи, немаше да ми дозволат повторно да ја ставам во погон. Немаше, зашто требаше да ме пратат. Што е разликата од сега? Затоа што и сега и машината ја немате, и објектот го немате, па дури и домот го изгубивте. Пазите, јас сум непоправлив оптимист. Пак ќе кажам, не е ли малку наивно или премногу сте верувале на некои луѓе, за да може една толку крупна работа
да мислите дека завршила со вашето одбивање да примите опремата. Значи, А да немате доказ пред себе што ќе ви послужи во некоја идна, па дури судска постапка, значи за да имате документ како оправдување дека зашто не сум го примил? не сте ја примиле и опремата и кредитот не сте го искористили. Значи, јас откако не ја примив опремата, а ќе повторам, стануваше збор за кредитна линија од Светска банка за таа опрема, Светска банка, по налог на Светска банка, дојде Делојте туш и се правеше ревизија на Народна банка и на Комерцијална банка. Господата од Лондон за мојот проект дојдоа со 2 регистра документи. Ме замолива 7-миот ден, по телефон ми се јавија дома, дали ќе сакам да бидам присутен на завршниот состанок во Комерцијална банка, за да се расчисти зашто Ирена не е во функција, а кредитот ја одобрен. Обе ручки го прифатив, отидов, се направи една средба, ги сослушаа сите, им побараа еден документ во моје присуство на господата. Хари Костов се обиде да ја фрли вината на службениците што работеле на физибили студијата. Службениците тврдеа дека таков документ они не 5 минути убедување, господата од Лондон им извадија документ од Комерцијална банка и вака им го покажава. И ги патосира сите. Сега, памтете си го зборот, бидејќи ова е ваше кажување, разбирливо, јас побарав и коментар од Комерцијална банка, па сега ќе ја замолам режијата да ни го пушти телопот со реакцијата на Комерцијална банка, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам. Очигледно продолжува праксата на пласирање примери во јавноста на така наречени успешни бизнисмени, кои пропаднале единствено поради банкарските неправди кои им биле нанесени, дури иако поминали повеќе од 21 година од тие случувања. Во врска со вашите прашања, за како што велите случајот со Благој Ангеловски, собственик на фирмата Ирена, имајќи ги предвид одредбите од Законот за банки за деловна тајна, Комерцијална банка нема што дополнително да коментира, освен дека овој предмет е завршен низ сите правни институции во државата. Исто така, и Народна банка спроведе контрола на овој предмет и во извештајот од 8.5.1998 година не се утврдени незаконитости и неправилности во работењето на Комерцијална банка АД Скопје во овој случај. На крајот, на барање на Светската банка, ревизорската куќа Делојте Туш од Лондон направи посебен извештај од 22. јули 1998 година, во кој исто така не се утврдени незаконитости и неправилности во работењето на Комерцијална банка. Господин Ангеловски, ја слушнавте реакцијата на Комерцијална банка. Тврдат дека нема незаконитости и дека тоа е утврдено и во нивните извешти. Како тогаш се случи да ви се активира хипотеката и да ја изгубите и фабриката, фирмата да ви падне под стечај и на крајот и да останете и без домот? Тоа, на ова прашање, може да одговорат само институциите задолжени за истражни дејствија. Тоа е Министерството за внатрешни работи и обвинителството. Значи, ако јас од 98 до вчера, ќе се повторам, но морам сега во прилог на вашето прашање, го молам Министерството да се истражи случајот со Ирена, да ми истражат мене, моето однесување на моите вработени и да се открие криминалот. Министерството за внатрешни работи се појави 2011 година, откако јас поднесов кривични пријави против Комерцијална банка, против Хари Костов, против стечаен управник,
против извршител. Значи, обвинителство, Министерството за внатрешни работи, ќе ја спомнам особата, на која сум и многу благодарен. И Ангеловска се презиваше, жена на господинот Стојанче Ангелов, која што во тоа време работеше во МВР на организиран криминал, на база на кривичните пријави што јас ги доставив. Таја го одработила предметот и ме повика и ми рече овака дословце: Благој Ангеловски, на база на вашите кривични пријави, ние како Министерство за внатрешни работи го одработивме предметот и ќе го испратиме до јавното обвинителство. Зборувам за 2011 година. И ова ми го кажа. Личностите кои ги имате спомнато тука обтужено, ќе бидат проширени и додадени. И од тогаш до денес некни нешто ме повикава во врска со тој предмет дека полицијата го предала до обвинителството, но обвинителството молчи, не сака да ме прими, и јако до сите јавни обвинители имам со писмо, се имам обраќање од Цедиња, имам пуштано, никој, ама баш никој не сакаше да се јави. Ве молам, обвинителство по допрен глас треба да истражува, а не да ви пишуваат и заверени документи имам каде сум се обратил. Ако тоа не е доволно, јас не можам да истражувам Комерцијална банка какви хартии правела со мојата финансова директорка или со мојот Владо Пендовски. Ве молам. Тоа Чи може... вие се сомневате, тоа практично и се докажува, дека вам ви е активиран кредитот како би и го тоа земали? ве доведе до стечај на фирмата и до активирање и на хипотеките за објектот, а подоцна и на куќата. Еден момент само да објасниме. Само малку. Значи, грубата математика зборува. Од 98 година до сега, поминати се 21 година. Се сменија неколку владеачки гарнитури и постави во МВР. Точно така. Сакате да кажете дека никој досега од некои причини не се зафатил да истражи и да провери колку е вистина тоа што го кажувате? Јас нема да го кажам тоа, затоа што не го знам, затоа што ме демантира, за МВР зборувам, службеничкава, инспекторкава која ме повика. Значи, она го одработила случајот 2011 година. Ме повика на база на моите кривични пријави, ние рече како министерство го имаме одработено и ќе го пратиме до обвинителството, и овака ми кажа: немој Благоја брзо да чекаш да бидеш повикан, но ќе бидеш повикан во суд. Некни бев за истата работа, пак ме повика министерството, зашто јас упорно пишувам, не можете вие, немате друго орудие. Колку што се сеќавам и пратенички прашања нарачувавте во парламентот. На два пати. Првата... Каков беше одговорот на тогаш беше пратеничките ВМРО беше во опозиција, го постави прашањето Силвана Бонева. И лично бе во собранието кај неја. Го постави прашањето и не се сеќавам баш на одговорот, да не ја погрешам, некаков одговор дадова, ама незадоволителен, но откако дојдова на власт, ВМРО, Силвана Бонева не смееше повеќе ниту да се види, ниту да ми се јави, нити да зборува. Имате ли чувство дека вашата битка наликува на Давид и Голијат? Токму така. Но ќе победам. А знаете зашто ќе победам? Зошто? Еве сега многу се говори и многу е битно и за патот на Македонија кон ЕУ. Знаете зашто ќе ефикасна битка против криминалот. Знаете зашто ќе победам? Затоа што овој криминал излегува од... Овој е криминал каде се обидела Комерцијална банка да направи криминалеци од Светска банка и од испорачителите на опрема. Значи, ова е криминал со меѓународна истрага. И Република Македонија, што побрзо го надмине овој проблем и ги стави на местото каде што заслужуваат криминалците,
ќе добие плюс, ќе успее да ја смени за нијанса перцепцијата на меѓународната јавност за нашето правосудство. Колку ве демотивира тоа што сте изгубиле правната битка, бидејќи стечајот беше активиран, предпоставувам сте консултирале и адвокати кои што имале можности и документи. Имам и ангажирано адвокати, не сакам да им го споменувам името, затоа што не заслужуваат, ниту пак фирмата ќе им ја спомнам, но после 8 години откако ми истера од дома, документите се кај нив за да пред 2 години ми кажат дека се откажуваат од предметот, а при тоа да не ви ги дадат документите, зборува само по себе колку тие адвокати биле адвокати. Нека им служи на чест во оваа пригода, ќе кажам. Добро, некои од тие адвокати кои што вие не сакате и можеби не е ни ред да ги... Нема потреба, не се тука да се тука. Вела дека воопшто немале можност да ја видат ниту документацијата, ниту документите, дури ни договорот, бидејќи во времето кога се уште била свежа вашата битка, на некој начин документите завршиле кај господинот Пендовски. Еден од тие адвокати ги побара од Пендовски документите и ги имаше 10 дена кај него. Го прифати предметот и на Пендовски лично му рече: овие се луди што направиле. Јас не видов во документите, тој го виде вака преку, само што го виде, вика, овие се луди што направиле. После 10 дена истиот тој документ, тој адвокат ми ги врати документите назад. Ги изгрчи рамењата и рече: јас тука не можам. И јас не замерив. Само му реков на тој адвокат: ќе се борам сам, кога ќе се изборам, повторно ќе те повикам, сепак ќе треба... Дали вашиот хендикеп е тоа што спроти себе имате моќна банка? Не. Мојот хендикеп е во тоа што живеам во држава која не функционира. Тоа е мојот хендикеп. Меѓутоа, тоа не ве тера сепак да се откажете и се уште да барате помош од институциите на кои што не им верувате генерално. Знаете зашто барам? Затоа што сум свесен дека тие ќе морат денес или утре ова да го расчистат. Не затоа што тие сакаат и затоа што тие се честни и добронамерни за ова, затоа што ќе мораат, реков, спомнав, ако Господ даде, ќе влеземе во преговори со Европска Унија. Мислите дека работите ќе се променат кога ќе почнеме да ги отвараме поглавјата еден ден? Ќе мораме. За правда, за полиција? Ќе мораме. Значи не мислам, убеден сум дека ќе мораме, госпоđа Гордана. Да, кажете ми, имате ли сознанија во моментот што се случува со вашата фабрика? И дали некој воопшто ја користи? Па да ви кажам искрено, чат пат некоја информација ќе допре, ма да не радо ги примам. Еве да бидам искрен и не сакам да поминувам од тука. Тоа е исто како да си ја гледате отворена душата раната. Ме сваќате? Мислам дека имало некоја опрема во управната зграда за некои медицински опреми. Тоа прошлата година го слушнав. Колку е вистина не знам. Знам дека е искршена, знам дека е растурена, знам дека не ја користат. И знам дека не ќе можат никош да ја користат. Дали некоја користи вашата куќа продадена или се уште е? Слушав едно време дека ја продавале, па потоа слушав дека ставиле таблата, ама ќе помине некој и ќе ми каже, ја издавале под кирија. Истото важи и за куќата. Која издава? Некој си дури мобилен телефон оставил за волја на вистината. Некој си ја нуди. Да. Што се случи откако во периодот откако вие моравте да го напуштите и домот и фабриката? Предпоставувам вработените, моравте да ги отпуштите. Вработените ги отпушти уште 97 година. Останаа само Владно Пендовски и инженерот кој работеа на Физибили студијата. Ја затвори фабриката. Немате што да правите. Немате пари. Јас немав пари да живеам. Ако ви кажам дека јас морав да ги продавам бундите скапи од мојата покојна жена, морав да го продавам златото од мојата
покојна жена, морав тие казани што ги видовте тука на снимката да ги продавам, ако коштава 10.000 евра, да ги продадам за 1.000 евра, за да можам да се прехранам јас и мојата ќерка да ја прехранам и да ја школувам. Мојата ќерка не го заврши факултетот само ради тоа што нема пари да ја дошколувам. Практично, ќерката ваша Ирена во времето кога се случува овие работи беше дете, Беше а предпоставувам беше дека 10-годишно девојче. израсна со вашиот проблем. Беше 10-годишно девојче, немотно ништо да ми помогне, но доволно паметно да ги гледа моите проблеми и моите маки. И сега ќе кажам, ако ми дозволите, една случка, која нема да ја заборавам никогаш. Тешко дека некој ќе заборавам, ама ова е посебно нема да ја заборавам. Криминалец од стечајна управничка ми доаѓа еден петок попладне дома и ми носи двајца господини, не е битно се, ама ќе кажам, албанци по националност. И ми вели: Благоја, да те запознам, ова се господата кои ќе ја купуваат фабриката од Комерцијална банка. Пошто луѓето им е таква, затоа го кажав албанци, пошто луѓето се такви. Добро, за да не се добие погрешен Не. впечаток, вашиот ортак на почетокот беше Јас со албанци сум работел. Так. Оставете ме да ја завршам. Ова го кажувам албанци затоа што кај нив важи некоја, луѓето веруваат во нешто и сакат со алал. Тоа ми беше поентата, затоа и кажав дека се албанци. Так. И се луѓево дошле, јас да им дадам алал, иако не сум се прашувал јас дали да ја купат или не, ама луѓево да побарат тоа и ќе бидам краток, нема да ве замарам ниту вас, ниту јаност. И јас на господиното, стварно господа бева по вака физиономија, му реков: ја вас прв ве гледам, се надевам и последен пат. Од мене алал немате зашо да барате, но ако верувате на криминалци овакви, за стечајната управничка седи до мене, ако верувате на вакви криминалци, одете, уплатете, купете и завршете си работа. Замислете, не поминаа 30 секунди, стечајната управничка ми дава мене предлог, а ќерката, затоа ја спомнав, ќерката седи во дневната соба и гледа и солзи толкави. И течат. И ми вели стечајната: па Благоја, даја под кирија. Пасите, носи купци кои ќе ја купат од банката, фабрикава. Кога им велите: оди купете ако верувате на криминалци, ми нуди да сум ја дал фабриката под кирија. Во тој момент само станав и ја отвори вратата надвор и ги избрка. Значи, криминал до криминал. И уште една информација, многу ми е криво што не ви ја обезбедим, но ќе ви ја обезбедам. Прошлата година, кога барав пензија да земам, ми побарава од ПИОМ, од Централен регистар документ за Ирена, за мојата компанија, и стажот не ми го прифаќава во ПИОМ, демек не плаќала мојата книгоодителка, што не ми беше чудо. Можно е. Значи, ако ваков криминал се направило, не е чудно и да не плаќала. Излегува дека вие сте верувале во погрешни луѓе 100%. и во вашето најблиско Во обкружување. моите први соработници, значи во мојата книговодителка и во мојата внука. Значи, зборувам за луѓе кои работеле за мене, луѓе кои живееле од моето работење. И сега овој момент ми е криво што не го донесов. Ќерката вади од Централен регистар документ, пазите, а 2011 ме истеруваат од дома во 11 месец, 10 месец ја пријавиле фирмата Ирена во Централен регистар, месец дена живеела и ја одјавиле за месец дена. Ве молам, полиција утре може да отиде и на список ги има и извршители, и суди, кои учествувале во тоа. Така да, не случајно верувам дека ќе ја добијам битката. Како живеевте изминативе години, бидејќи од она што го кажавте, дури лани остваривте право на пенсија? Откако ме истерава од дома, ќе бидам можеби малку вулгарен, но ќе го кажам, излегов од дома да ми простите по пижами. И со мене понесов само цедињата и писмата што сум ги праќал до
институциите. Ќерката беше на работа, за да не ја вознемирам на работа, побарав од тие што дојдоа да ми стерат да ме однесат по полициска станица за да се соземам, за да се смирам, за да се сочувам само од себе. Едвам ги натерав на тоа, ме однесува до полициска станица Карпаш, поседов таму 2 сати, и ми рече само тогаш за волја на вистината, благо е да не направиш белја само. И, окей, ја доволно сум паметен. Што да ви беше идејата во тој момент? Во тој момент ми беше да останам присебен и останав присебен, дотолку присебен на полицајците кои дојдова да го чуваат извршителот, криминалецот, ги замолив да им го дадам пиштолот кој го имам со дозвола, за да се сочувам сам од себе. Толку бев присебен. И пазите сега парадокс. Пиштолот, им реков, ќе дојдам кога јас ќе сметам дека можам да го поседувам, да го земам од кај вас. Знаете што направива? Јас отидов, пошто немаше кај да одам, се отидов кај бабата, од жената мајка и кај шурата. За не цели 2 часа ми го донесува пиштолот тамо. Се знае зашто го донесува. Но не го употребив. Знаете, умот е појак од било кое оружје. А јас го имам. Во моментот кога разговаравме ние, бидејќи се видовме, нели, за да се подготвиме за овој разговор, ми кажавте дека под чудни околности почина и сопругата. Мислам дека и тоа го спомнувате и во Да, го прилогот. спомнав на пресконференција, оти организирав и тој момент да го кажам, пред да ме истераат од дома, организирав пресконференција во хотел Карпуш, каде што се одазваа многу новинери, а од големите куќи само Телма се одазва и го даде на вести. Одеше таа иста вечер и таму спомнав и сега повторно ќе спомнам. За мене е мистериозна сообраќајката. Во моментот кога се случи, бидејќи беше нов возач мојата жена, иако бев против тоа да вози таа, но имаше некоја желба, не знам од кои причини, успеа да ме наговори и она и бабата моја покојна, неки е лесна земја, и дозволив да полага, платив 2 пати, 3 пати обуки за да се усаврши. Симптоматично е затоа што југото со кое се направи сообраќајката, додека јас дојдам, а јас во Скопје денот кога се случува сообраќајката, додека јас дојдам, тие расчистили и кола, и се. Имавте можност да видите записник на лице место, Ќе дојдам до тоа, некој осомничен? ќе дојдам до тоа ако ми Ви дозволите. дозволувам, да. Ќе бидам краток. Значи се случува сообраќајката и во такво бунило, нели сообраќајка која ќе ти отиде многу близо човек, немаш и многу ум да размислуваш, но нешто што размислив, реков, југото веќе сместено до фабриката, а до фабриката е мој најстар брат, тука живее. Го донеле таму без да ме прашат мене каде да го стават и така натаму и така натаму. И само реков, ако е тука, нека е тука, зашто тука ми е до фабриката, но југото не смее да се поправа и не смее да се продава. Од проста причина не сакав еден ден ќерката да го види југото во кое е починала мајка. Од таа причина, не од причина дека јас сега ќе водам некаква истрага, не ми паѓало на памет дека такво нешто може да ми се случи. За да не помине месец дена да дојде информација до мене дека југото е продадено, ве молам, и тоа знаете од кого? Од мојот брат за 1000 марки. И што можете да направите? Да одите да се расправате со братот, нема логика. Ја викнав книговодителката, напиши едно писмо до сообраќајна полиција, информирај да ми се пронајде југото. Ја веќе разбрав кој го продал, ама нека си оди тоа по канали, по луѓе, по служби кои треба да го прават. Институционално, така Да, како што и знаете што се случува? Ми доаѓа инспектор од сообраќајна, полицаец во униформа, и ми вели, Блаже, југото го најдовме во сервисе, во Скендеровски, направено е. И вели, братот се кае, сака да ти ги врати парите. Реков, мене пари не ми значат, ниту пари барав. Јас ве ангажирав да ми го најдете југото. И те са тој југото не го враќа, вика, југото е на безбедно место, не се секирај. И јас му поверував на полицајецот. И му вика, ми треба записник од сообраќајката. За да после 7 дена тој исти полицаец, тој исти инспектор приватно ми доаѓа дома и знаете што ми рече?
Блаже, обезбеди си обезбедување. Имам 65 години. 3 пати ме плячкава. Никогаш вратата не сум ја заклучувал. И кога ме плячкава, никогаш обезбедување не ми паднало на памет да побарам. Тој ми вели, земи си обезбедување. Мислам дека сум кажал се. Ни записник добив, ни југо добив. 1000 марки на сила ми ги даде, морав да ги земам и ја натерав внуката да отиде во црква да ги даде парите. Господине Ангеловски, Од тука е произлегува сомнежот мој дека е мистериозна собеќајката. Да. Бидејќи се ближи крајот на терминот предвиден за правда и неправда, на крај ќе завршам со едно прашање кое што логично ми се наметнува, а тоа е, вие одговоривте во неколку наврати, но после се уште имате верба во правната држава и дека ќе вистината кога тогаш ќе излезе на виделина? Не 100%, 1000% и верувам и сум убеден. И ќе ве замолам ако ми дозволите, пошто ја завршуваме емисијата, да упатам еден апел. До кого? До премиерот. Господине Заев, македонските граѓани го изнедрива Зоран Заев да ја смени ненародната власт. Убеден сум, верувам дека сте свесни македонскиот граѓанин, посебно македонскиот народ, нема повторно да чека 10 години да изнедри нов Зоран Заев, да го смени стариот Зоран Заев. Од тие причини ве молам, засукајте ги ракавите и фатете се со подземјето, гуша за гуша, и откривајте го криминалот. И за вас, и за овој напатен народ. Јас се надевам дека вашата порака ќе стаса до на место до каде што беше упатена. Не знам колку ќе ви помогне гостувањето во вечерашнава емисија, во решавањето на вашиот проблем, но верувам дека нема да одмогне. Исто така верувам и дека животна сторија од вашата потресна приказна. Некој веќе ми напиша тука во пораките тажна приказна, ќе може да извлече и поука, и заклучоци, и за правниот систем во кој што живееме, меѓутоа и за луѓето кои што не обкружуваат, а кои некогаш сме приморани или сакаме да им веруваме. Јас ви благодарам за учеството во емисијата. Ми беше навистина задоволство што вечерва ја споделивте со мене лично и со македонската јавност вашата приказна. И се надевам дека во некоја друга прилика ќе можете и подобри вести да ни кажете. Подобрите ми да бидам повек. Мене посебно ми беше драго што ми овозможивте да бидам вечерва ваш гостин. Ќе упатам еден апел повторно до тие што сакаат да работат и да творат, да продолжат да работат, да творат, да градат и поред моето лошо искуство, сепак Македонија мора да опстане. Бидејќи доколку сакаме инвестиции, доколку сакаме сигурен бизнис, мора бизнисмените да бидат сигурни во своите влошувања и домашните. Се разбира, ма мора и да странски. бидат упорни. Така. И да не се откажуваат. Да. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте убава вечер. Ве оставам со колегата Александар Чомовски и со содржините на 1 ТВ.